Кога е се во ред во животот, лесно е да кажеме верувам. Лесно е да веруваме кога крвната слика е одлична и докторот ќе ни каже се е во ред, нема никаков проблем. Кога бизнисот оди напред, кога децата се здрави, живи, успешни, кога во семејството има мир и слога. Но знаеме дека животот не останува секогаш таков. Животот е како рингишпил. Во еден момент си на врвот на планината, а веќе во следниот си долу во долината. И таму, во долината, верата почнува да се ниша. Кога ќе дојдат лоши вести, кога работата ќе тргне наопаку, кога детето ќе застрани, кога здравието ќе се наруши. А посебно, кога проблемот трае многу долго и ние едноставно не можеме да видиме решение. Е тогаш, нашата вера е ставена на вистински испит. Не кога сме на врвот, туку кога сме долу. Не кога е лесно, кога се смееме, туку кога е тешко, кога боли и кога плачеме. Додека трае нашето патешествие низ долината, низ маката, човек треба да научи да стои трпеливо пред Бог, да му верува и да чека на вистинскиот момент. Зашто често, кога одговорот се одолжува, наместо да останеме во мир, во спокој, ние се вознемируваме. Почнуваме да мислиме, може би Бог не ме слуша, може би не ме сака, може би не сум достоен, не заслужувам. И така малку по малку верата почнува да се ниша. А притоа забораваме со кого си имаме работа. Забораваме дека имаме работа со Творецот на небото и на земјата. Неговите патишта не се како нашите. Не се праволиниски. Понекогаш Господ те води 10 чекори напред, но понекогаш дозволува да се вратиш 3 чекори назад. Понекогаш те подига ненадејно, а понекогаш те остава сам да поминеш низ долината, за да те очисти, да те зацврсти и да те подготви.